Државната комисија за спречување на корупцијата за период од 3 години има реализирано или се во тек на реализација 70% од зацртаните активности во акцијскиот план 2011-2015 година. Најголема реализација има во секторите царина, образование и спорт, додека најмалку во политичкиот сектор, медиумите и граѓанското општество, изјави председателот на комисијата Ѓорги Сламков. Според Мирјана Димовска, член на комисијата антикорупцијска, треба да реализира активности во 18 сектори од општеството, со констатирани 51 проблем, меѓу кои политичкиот сектор, правосудството, јавната администрација, локалната самоуправа, образованието. Во политичкиот сектор се бара измена на законот за банките во насока на овозможување на достапност на комисијата до банкарските изводи од жиросметките на политичките партии, синдикатите и граѓанските организации. Не е спроведено барањето за одговор зошто не се затвора банкарска сметка наменски отворена за финансирање на кампањите со поднесување на финансискиот извештај. Според Димовска, генератор на проблемите на корупцијата е и донесувањето на закони по скратена постапка. Во 2013 година 1/3 од законите се донесени по скратена итна постапка. Лани, само за 2 месеца, донесени се 186 закони, од кои 135 се донесени по скратена постапка. Во правосудството, посочи Димовска, постои отсуство на независност на судството и судиите, недоволна транспарентност во работењето, отсуство на севкупен капацитет на јавното обвинителство за остварување на новата улога, недоволна самостојност на државното правобранителство, како и отсуство на системски контроли врз работењето на нотарите, извршителите и адвокатите. Министерството за транспорт и врски распиша објави за продажба на 28 парцели со градежно неизградено земјиште за повеќе намени. На продажба се 2 парцели за изградба на бензински станици во Орешани и во Градско, 4 за винарии во Дебарци и во Дојран, 7 за објекти за комерцијални и деловни намени во Орешани и 15 градежни парцели за изградба на објекти за лесна незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта во Орешани и во Ѓорче Петров. Домашните компании од утре ќе можат да изразат интерес за ангажирање странски експерти преку владиниот проект. Огласот ќе биде објавен утре и ќе трае во следните 45 дена. Фокусот во овој втор циклус се малите и средни претпријатија. Ке можат да се пријават компании од сите сектори и да се ангажираат експерти во сите сегменти од нивниот процес на работата, каде што имаат потреба од унапредување и подобрување на работењето. Владата ги покрива 95% од трошоците, а резултатите се гледаат најмногу преку отворените нови работни места, посочи владиниот портпарол Ѓоргиев. Во Секретаријатот за европски прашања презентирани се новите програми на Европската Унија за периодот 2014-2020 година достапни за Република Македонија. Во периодот од 2007 до 2013 година, како што информираше вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими, за влезни билети за програмите се потрошени 11,3 милиони евра, од кои 8 од ИПА, а 3 од националниот буџет. Од програмите на Европската Унија македонските граѓани искористиле над 20 милиони евра. Македонија треба и има средства, истакна Бесими, да ги искористи можностите што ги нудат програмите на Европската Унија до 2020 година. Генералната директорка на УНЕСКО Ирина Бокова оцени дека уништувањето на културното наследство, како што е несомнено е древниот ирачки град Нимурт, е еднакво на воено злосторство. Ирачката влада соопшти дека екстремистите од Исламска држава со булдожери го уништиле древниот град Нимурт на северот од Ирак. Бокова го осуди овој културен хаос и додаде дека ги алармирала и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и обвинителите на Меѓународниот кривичен суд, пишуваат американските медиуми. Нимурт се смета за едно од најзначајните археолошки откритија на 20 век. А Исламската држава добива приближно околу 1 милијарда долари од трговијата со дрога преку нејзина територија, изјави директорот на Руската федерална служба за контрола врз наркотиците Виктор Иванов. Тој тврди дека се прошируваат површините со афион од кој се добива опиум и хероин.